Секоја најава за нови инвестиции е добре дојдена за бизнисот, но вложувањата треба и да се реализираат. Стопанствениците ја поздравуваат најавата на премиерот Мицкоски за преговори за инвестиции вредни 5 до 6 милиарди евра, кои достигнуваат до 40% од бруто домашниот производ. Оптимисти се дека ќе се направат локални, регионални и експресни патишта со што ќе се покрене градежниот сектор, она што е долгогодишно барање на стопанските комори. Сепак бараат сите овие најавени вложувања да се спроведат што е можно побрзо. Се надеваме дека владата да е поозбилна и дека ќе ги реализира овие проекти, кои се проекти долгорочни. Ипак ова инфраструктурниот дел не се одвива брзо и треба години, па за сега не знаеме дали владата има предвидено за колку години се овие 5-6 милиарди. Значи, може да се најават дека ќе има инвестиција 5-6 милиарди, а да трае 20 години. Или пак има некој одреден рок, кој веројатно ќе е пократок за да се завршат овие битните инфраструктурниот дел. Бизнисмените сметаат дека градежната оператива на Македонија има капацитет да спроведе големи инфраструктурни проекти. Бараат компаниите од овој сектор да бидат изведувачи и подизведувачи за изградба на патиштата, болниците, пругата, енергетските капацитети. Тоа не само што ќе ја подобри финансиската кондиција во градежништвото, туку и ќе ги покрене останатите стопански гранки поврзани со него, а во крајна мера ќе придонесе за економски развој. Особено бараат конечно да започне изградбата на брзата пруга за да се олесни и поевтини транспортот на стоки, а со тоа и да се намалат трошоците на компаниите. Компаниите кои се придружуваат на овие компании странските инвестиции се во секундарниот дел, значи се активни и профитираат во тој дел. Воопшто, значи целото стопанство, поготово градежништво, добива во таквите инвестиции, не само добива во реализација, изведувањето на овие проекти, меѓутоа добива нормално, ако се реализира, добива дека утре задутре ќе имаме поевтин транспорт на роба. Премиерот Мицкоски најави дека ќе се инвестира во патна инфраструктура во вкупна вредност од половина до 1 милиарда евра. Вложувањето пак во брзата пруга долж коридорот 10, каде што возовите треба да се движат со 160 км на час, ќе чини 2,5 милиарди евра. Дел од проектите се оние во здравствениот сектор, клиничкиот центар Штип, болницата во Кичево и реконструкција на клиничката болница Тетово. По посетата на Обединетите Арапски Емирати, Мицкоски очекува вложувања оттаму помеѓу 2 до 3 милиарди евра. Се разговарало за проекти во Охрид, ски центарот Попова Шапка, изградба на хидроцентралите Чебрен и Галиште и нови соларни и ветерни централи. Премиерот рече дека повеќе детали околу проектите ќе открие по 2 месеци и дека сето ова ќе биде искомуницирано со стопанските комори за да се координираат капацитетите на македонските компании.